Ние си поставаме со разговорот пред да бидат вклучени камерите. Орце Симов, универзитетскиот професор и експерт по IT технологија би рекол, мој гостин во студиото. Симов, ви благодарам што ја прифати мојата покана. Благодарам на поканата. Сакам да зборуваме за нешто што веќе го окупира, би рекол, светот. Во првиот дел од емисијата имав двајца млади, да кажем, деца, ученици, за кои што зборевме за меѓународен надпревар по роботика. Еве сега повторно ќе зборуваме за вештачка интелигенција и тие уште од најмали нозе ја користат вештачката интелигенција, а денешната тема за која што ве викнав е примената на вештачката интелигенција во секојдневниот живот. Пред да ја отвориме темата како што се договаравме, сакам да им појасниме на граѓаните, бидејќи еднаш до два пати неделно во овој термин на емисијата зборуваме за вештачка интелигенција. Можеме да направиме дефиниција што значи вештачка интелигенција? Вештачка интелигенција е термин кој што во последно време се повеќе и повеќе го слушаме, иако тоа не е нов термин. Тој кованицата вештачка интелигенција уште од Џон Меккарт 1956 година. Меѓутоа во последниот временски период се повеќе и повеќе го слушаме тој термин. Што е тоа вештачка интелигенција? Например, на некој човек кој што никој пат не работел со вештачка интелигенција, ако праша што е тоа, можеме да кажеме во овој момент, со тој развој на вештачката интелигенција, дека тоа е тим од врвни експерти кои што работат за него 24 часа во текот на денот, секој пат кога тој ќе посака, дека може да им постави било какво прашање, тие да му креираат дигитален документ, дигитален одговор и тој да добие одговор. Значи, можеме да замислиме решение за сите проблеми. Решение за сите проблеми во дигиталниот свет. Да може да за корисникот, за човекот, да направи бизнис план, да направи говор, да му направи некаква анализа, да му пронајде некакви податоци и така натаму. Едноставно можеме да замислиме дека од тоа ниво на абстракција, на генерална дефиниција, вештачка интелигенција во овој момент представува тим од врвни експерти кои што работат за човекот 365 дена, 24 часа во денот и речи си бесплатно, може да се користи, може да не ги плаќа ништо во наводници тој тим од експерти, или доколку сака и подобри експерти, може да ги плаќа многу помала сума од 20, например 20 на долари. И да добива голем број на податоци, анализи и така натаму. Сега за сега вештачката интелигенција се уште функционира само во најголем дел во доменот на сајбер просторот. Каков е тој систем, тој софтвер што може да ги собере сите информации од светот и да направи решенија за проблеми кои што не може до пред 10 години да се најдат? Понатаму, ако се продолжи со разговорот, ако се постави и такво прашање, можеме да кажеме дека вештачката интелигенција тоа е технологија која што овозможува на машините да учат, да го имитираат когнитивното однесување на човекот и со тоа да решаваат проблеми, да препознаваат шаблони и да носат одлуки. А што има на тоа во позадина? Каква е технологијата? Има неколку варијанти на вештачката интелигенција. Во најголем дел тоа се невронски мрежи. Тие невронски мрежи се нешто налик на тоа како функционира човечкиот мозок. Човечкиот мозок е составен од десетици милиарди мозочни нервни клетки кои што меѓу себе се поврзани со голем број на врски и помеѓу нив се разменуваат некакви електрични сигнали. Нешто слично налик на тоа е направена и невронската мрежа. Таа се состои од некакви јазли, тие јазли меѓу себе се поврзани со некакви врски. И на влезот од невронската мрежа ние даваме некакви податоци, таа пресметува нешто, се базира на пресметување и на излез добиваме одреден резултат. Прво, невронската мрежа треба да учи. Таа може да има влезен слој на кој што го прима влезниот податок, влезниот параметар, после има некои внатрешни слоеви и на крајот има излезни неврони, кои што може да биде еден или повеќе, на кој што се добива резултатот. И тие се поврзани, како што рековме, со тежински фактори, има некакви функции со кои што секој неврон нешто пресметува, на влез добива нешто, пресметува нешто по некаква функција и го пренесува понатаму. И се добива на последниот излезен слој од излезното ниво од невроните се добива резултатот. Сега кога викаме дека мрежата
на почетокот невронската мрежа треба да ја научиме, инаку таа нема да дава резултати. Тоа Што представува учењето? Учењето тоа е едно множество, тренинг множество на учење, во кое што ние го имаме влезовите и за секој влезот знаеме колкав треба да биде резултатот и каков треба да биде резултатот. И на невронската мрежа го даваме влезот, таа дава некаков резултат според незините во моментот ненаучена незини тежински параметри. Потоа го споредуваме тоа што го дава како резултат со тоа што треба да биде и на тој начин ја пресметуваме колкава е грешката. Па имаме една постапка што се вика backpropagation, тоа е backpropagation алгоритам, се враќаме од крајот назад кон невронската мрежа и ги репресметуваме тежинските фактори на врските помеѓу невроните. И фактички во суштина тоа е учењето. И затоа ни треба голема процесорска сила и затоа денес се градат дата центри за вештачка интелигенција. Значи, треба да направиме многу пресметки за да добиеме мала грешка, односно за влезовите кои што потоа ќе ги даваме, од стапката, односно грешката што се добива на излезот е помала од одредена вредност. Значи не можеме да погрешиме доколку ја користиме? Или невронската мрежа... Колкав е процентот да не излаже вештачката интелигенција? Тоа сакам да прашам. Во моментот сега од тоа што вештачката интелигенција може да има многу форми, нешто што во моментот е најпознато и највеќе корисниците, луѓето го чувствуваат како вештачка интелигенција, тоа се large language моделите, LLM или тоа како што е ChatGPT, Gemini на Google и така натаму. Во нив ние можеме да поставуваме одредени барања и така натаму и вештачката мрежа ни дава некакви резултати. Таа е прилично добра, меѓутоа не значи дека не може да направи грешка. Може да се направи грешка. Таа се базира на одредени податоци. Значи, тие системи на тие големи јазични модели имаат обработено се во светот што досега постои како материјал, книги, видеа, објавено. Се е собрано тамо, проучено и се наоѓа во меморијата на таа вештачка интелигенција, се пресметува кој збор би можел да се појави со колкава веројатност после одреден збор и така натаму. И во глобала на тој принцип се добиваат резултатите. Меѓутоа, кога ја користиме вештачката интелигенција, таа ни дава добри текстови, добар електронски материјал, добар патоказ. Меѓутоа, ако тоа е само информативно, не мора понатаму многу да проучуваме. Меѓутоа, ако врз база на тоа планираме да преземеме некакви активности кои што имаат одредена вредност, дали се работи за некаква финансиска вредност, планираме да инвестираме некакви финансиски средства во купување на некој имот или во купување на некои акции или во некаква друга вредност, или пак се работи за здравје, или пак тоа не се препорачува. Сакаме нешто некаде да говориме. Кога веќе се работи за таква работа, ние може да користиме вештачка интелигенција, таа да ни произведе резултат. Тој резултат ќе биде доста добар и доста точен, меѓутоа треба да го прочитаме, да го провериме и доколку се работи, да речеме, и за поголема вредност, за одлуки кои што носат поголеми вредности врз база на тоа што е добиено како резултат од тие системи на вештачка интелигенција, тоа треба да го провериме на други независни извори, да побараме таму, да речеме, во тој резултат има разноразни параметри што ни ги дава, ќе ни даде некои предлози, ние треба да видиме дали тие бројки, дали тие информации се точни, соодветствуваат со реалноста, да го побараме тоа на официјални веб-сајтови и така натаму и така натаму. Се зависи од тоа колкав е влогот на тоа што сакаме да го направиме со вештачка. Па и ризикот би рекол. Па и према тоа треба да биде ризикот. Например, ако да речеме многу луѓе сега тоа го користат за учење или за пишување на имејлови и така натаму, или за било каков материјал, во секој случај е добро вештачката интелигенција ќе го заврши најголемиот дел од работата, таа ќе го креира документот, ние потоа само треба да го моделираме, да го прочитаме, нешто да промениме, да дадеме некој наш печат, да промениме нешто. Како велат експертите на ваше ниво, да ни помогне, ама да не се потпреме на тоа, така? Да не се потпреме. Да не замени. Да не замени. Например, вештачката интелигенција ќе го направи скелетот на тоа што ние го сакаме. Понатаму ние треба да провериме дали тоа точно, да модифицираме, да дадеме наш печат. И сега и колку точно и колку квалитетно ќе биде тоа што ќе ни го даде, тоа зависи и од начинот како сме го поставиле барањето.
Тоа барање треба да биде понасочено, поспецифично, што сакаме да има, да речеме, во тој материјал, што да се проучи, што да биде ставено и така натаму. Може ова да влие врз вашите животни навики? Вештачката интелигенција заедно со некои други технологии што надоаѓаат, што веќе се надојдени, ќе имаат огромни промени во се што ние досега познаваме како живеење, во економијата. Таа ќе направи голема трансформација на економијата, голема трансформација на начинот на живот и сигурно ќе има големо влијание на човекот. Каде конкретно ме интересира, бидејќи ја спомнавте економијата, јас сакам да зборувам за економијата. Што би променило во економијата? Пресметките, не знам, што конкретно? Генерално гледано, вештачката интелигенција... Рековте бизнис план, да прекинав, извинете. Вештачката интелигенција ќе овозможи на човештвото понатаму да биде искористен нејзиниот потенцијал заедно со некои други технологии и тоа да генерира изобилство на производи и услуги. Ќе овозможи доколку ние ги користиме само позитивните страни на вештачката интелигенција, бидејќи таа има огромен позитивен потенцијал, но може да има и огромен негативен потенцијал, тоа ќе овозможи изобилство на човештвото. Човештвото ќе може да живее во голем број на производи и услуги без да работи многу помалку отколку што работи сега. Сега за сега ние вештачката интелигенција во најголем дел е во домен на сајбер просторот. Меѓутоа, како што рековте, вие на почетокот сте разговарале со ученици за роботик. Понатаму во иднина ќе има се повеќе и повеќе автономни роботи. Тоа се роботи кои што можат автономно да се движат низ просторот, да го препознаваат просторот и да реагираат соодветно за да извлечат најдобар резултат. Тие не само што вештачката интелигенција ќе ни овозможи да добиваме електронски документи, туку таа ќе ни овозможи за нас да се извршуваат и разни физички активности во просторот. Роботи да работат за нас, да ги вршат домашните работи, да поправаат, да сервисираат, да разнесуваат храна, да ја носат пратките кои што се сега многу популарни за купување преку интернет, што го прават луѓе. Сега може да се порачува храна преку интернет, тоа го носат луѓе со мотор или со возила, тоа би го носеле автономни роботи, работа во земјоделието. Во се што се однесува некакво работење, тоа во иднина ќе го прават автономни роботи. Уште сега имав гостен од e-трговија представник, ми кажа дека тоа беше пред месец дена. Веќе во Кина можете од парк да се нарачате кафе, да ви стигне на клупата каде што седите, тоа да ви го донесе дрон. Да. Вие си го взимате кафето, дронот си лета до местото од каде што тргнало. Да, точно. Можат да разнесуваат разни производи дронови, а веќе има и хуманоидни роботи што имаат облик на човек со раце, со нозе, со глава, тие се движат исто така и можат да ви го донесат производот. Значи тоа и овде се поставува сега прашањето, ќе не замена тотално ли од она што стравува човештвото до некаде? Дали најверојатно многу е тешко да се предвиди тоа што ќе се случи во иднина, затоа што промените ќе бидат огромни. Вештачката интелигенција заедно со квантните компјутери, заедно со синтетичката биологија, тоа се едни технологии бранови кои што ќе се надополнуваат едни на други и промените ќе бидат толку големи што ниедна друга такви промени што ниедна друга индустријска револуција досега не донела. И потенцијалот за позитивни ефекти, за позитивен начин на живот на луѓето е огромен, но меѓутоа има и негативен неможности, тоа мора да го ограничуваме и да го контролираме. Вака да го кажам, дали ќе ги заменат? Ако се извинувам, ако половина од децата на, не знам, 10 годишна возраст па и помали си ги заменија другарите со паметните уреди, повеќе сакаат да играат игрици отколку да играат на тревниците фудбал, колку за 30 на години, вместо да седам јас со мојот најдобар другар, ќе се седам и ќе се разговарам со мојот најдобар робот. Дали натаму оди работава? Па оди и натаму работата. Значи се повеќе и повеќе се живее во сајбер просторот. Роботите ќе овозможат уште поголема интеграција со реалниот физички свет и луѓето дома ќе имаат роботи со кои што ќе разговараат, ќе им ги вршат домашните работи и така натаму. Меѓутоа сега во овој момент загрозување на човештвото во однос на тоа дека роботите понатаму ќе наследат планетата, а човештвото ќе треба некој да ги направи роботите. Сега за сега тоа не е можно затоа што има некои работи кои што роботите не можат да ги прават. Например, луѓето
живиот биолошки свет е изграден околу шестиот елемент во периодниот систем, тоа е јаглеродот. Роботите, компјутерите, технологијата, они се изградени околу силициумот, околу силиконот на англиски, или елементот број 14. И сега, биолошкиот свет врз база на тоа како функционира универзумот и какви молекули има во него, може изградени се такви биолошки системи составени од клетки, од градбени елементи кои што можат да се реплицираат, а роботите не можат да се реплицираат. Роботот, силиконските чипови сами не можат да се реплицираат. Човекот, например, човек може да израсне од една клетка. Во неа се запишани сите информации како да се развие нов организам. А роботот, од едно парче, ако скинеме од роботот или не може да настане нов робот. Значи, зависни се во тој дел од фабрики кои што ги градат луѓето. Понатаму, биолошките системи во околината можат да користат енергија за нивното функционирање, што веќе се наоѓа во природата. Да речеме, човекот може да функционира врз база на овошје, на зеленчук, на месо и други прехранбени, други производи од кои што може да се храни, кои што веќе постојат во природата. Самата природа ги развил. А роботот не може да најде во околината електрична енергија од неа да се напои. Значи, се уште во тој дел сме сигурни, нема да дојде до такво заменување да во момент да роботите ги заменат луѓето, меѓутоа во иднина најверојатно ќе има поголема интеграција помеѓу биолошките системи и машините и роботите, така што ќе се користат предностите и на едната и на другата страна. Сега може да се најде некаква граница помеѓу персонализација и манипулација со вештачката интелигенција? Позади тоа што ние денес го користиме како популарни сервиси на интернет, смарт телефони, компјутери и така натаму, стојат системи на вештачка интелигенција кои што ја прикажуваат содржината на корисникот, врз база на тоа он какви преференции има, што посетувал претходно, што пребарувал, што гледал и така натаму. Таа преферирана содржина е персонализирана и се прикажува спрема корисникот. И сега, околу тоа што е манипулација, вештачката интелигенција има огромен потенцијал за манипулација, за производство на лажни вести, за производство на лажни видеа и на лажни слики, кои што нема да може да се препознаваат дали се вистински или не. Сега барем ги препознаваме, меѓутоа ќе се подобри таа резолуција, би рекол. Сега за сега може да се препознаат, меѓутоа и сега дури не можат да се препознаат. Ние ги препознаваме сега за тоа што најчесто на интернет или на социјални мрежи гледаме некои видеа со шеги и знаеме дека тоа не е вистина. Например, сега се многу популарни шеги во кои што актуелните претседатели на најголеми држави прават некои работи. Таму ние знаеме дека тоа не е вистина, меѓутоа нивните ликови изгледаат прилично реалистично. Дигитално неписмени луѓе можат да паднат во многу голема опасност. Инаку, колкава е опасноста од тоа, би спомнал и еден пример што се случи 2024 година. Ајде. Тоа е една компанија, меѓународна компанија, Arup се вика компанијата, вработен во компанијата беше измамен од видеоконференциски повик во кој што неговиот Chief Financial Officer, значи директор на сектор за финансии, му кажува дека на десетина сметки треба да префрли 25 милиони долари. И тоа се случува. Значи, еве колку изгледал. И тоа не е видео што пред тоа некој го правел, го монтирал, го создавал, па после тоа го спуштил на социјалните мрежи. Работата отиде на неколку чекори понатаму. Од канцеларија во канцеларија. Да, тоа е направено така што во одредена просторија, канцеларија седат луѓе што не се тие вистински луѓе, меѓутоа и тие се вработени во таа компанија, тие таму играат улога на вработени високи функционери во таа компанија, а се знае како изгледаат тие луѓе во реалност. И вештачката интелигенција во моментот додека се снима и пренесува тој видеоконференциски повик, нивните ликови и нивниот глас ги моделира и ги менува во вистинскиот лик. И тоа изгледа толку реалистично што вработениот во таа компанија он разговара со друга група на луѓе, меѓутоа ликот и звукот, гласот на тие луѓе е така променет да личи на
директорите од неговата компанија и тој има префрлено 25 милиони долари. Што да прави на човекот? Директор е директор, ќе го послуша. Да, го послушал и Таа е наредбата. така е. Наредбата дошла и измамата е откриена дури после една недела. Значи толку успеа реалистично. да ги фатат. Да, а доколку правиме некое во лабораторија, во некоја лабораторија софтвер, опрема за вештачка интелигенција, видео, тоа би можело да изгледа и уште пореалистично. Така да тоа е веќе на граница на препознатливост и затоа еден од најголемите проблеми во моментот што се дискутира во светот е Како да се заштитиме? Како да се заштитиме. Тој така наречен контейнмент го викаат тоа на запад или тоа е ограничување, како потенцијалот на вештачката интелигенција, на синтетичката биологија, на квантните компјутери, да се стави во една рамка, да се човештвото да ги користи само позитивните потенцијали од тие технологии, а не и негативните потенцијали. Затоа што негативните може да бидат на вистина стварно многу големи. Например, ние кога веќе ги има, како што спомнавте и вие и вашите претходни соговорници, тие роботи кои што автономно функционираат во физичкиот простор, тие можат да прават и многу штетни работи. Може да се направат и роботи на ниво на една пчела, на мравка, миниатурни роботи кои што доколку таквите технологии дојдат во раце на злонамерни групи, на вистина можат да бидат искористени за многу опасни, штетни работи кои што на вистина можат да го загрзат човештвото. И затоа тој контейнмент, односно тоа ограничување, тоа ставање рамка во рамка на овие технологии е едно многу важно прашање, наликува нешто на ограничувањето на нуклеарната технологија. До таму, значи, може да. Да, нуклеарната технологија има огромен потенцијал, затоа што таа е формулата, сите ја знаеме, е еднакво на m по c на квадрат, значи од многу малку материјал ние можеме да добиваме огромна енергија, меѓутоа таа се користи, како што знаеме, и за изработка на многу разорни бомби, и затоа во светот една од штитените, најограничуваните технологии, да не дојде во раце на разноразни групации, е нуклеарната технологија, меѓутоа и таа не е толку многу успешно заштитувана и страни кои што тие што го правеле тоа заштитување не сакале да дојдат до таква технологија, сепак дошли. Така што тоа е важно прашање во однос на вештачката. Имаме ли информации за што најмногу во Македонија ја користиме? Вештачката интелигенција во светот има огромна примена, има многу примена и во позадина која што ние вака на прв поглед не ја гледаме. Инаку во Македонија највеќе луѓето во моментот ги користат large language моделите, големите јазични модели како Gemini, ChatGPT и некои други. Каде што се вадат информации. Каде што се вадат информации, учениците многу го користат за учење, за решавање на задачи, за објаснување, за прибирање на информации од разни предмети. Поднатаму вештачката интелигенција во Македонија се користи за чет-ботови. Чет-ботови во институции државни и во приватни компании кои што во чија што база е ставена целиот материјал од таа институција, односно таа компанија, и тој може да ги обработи тие информации да одговара прилично релевантно на поставени прашања од корисниците и за тоа да не се трошат човечки ресурси. Значи, за сега во најголем дел тоа е тоа што се користи. Инаку во светот веќе знаеме дека имаме автомобили кои што автономно возат. Да, без возач. Без возач. Тука има прилично комплексни модели на вештачка интелигенција. Тие треба со многу камери да ја снимаат околината, да препознаваат облици. Тоа се прилично тешки вака проблеми за не се само текстови што треба да го генерираме. Ние значи треба да одлучуваме дали што е тоа што се наоѓа пред нас лево од нас, дали е човек, дали е автомобил, дали е нешто неважно, дали треба да кочиме, дали да забрзуваме. Тука треба и многу брзи компјутерски системи кои што во микросекундите одлучуваат, реал тајм оперативни системи кои што во микросекундите одлучуваат што е тоа што треба да го прават. Инаку во светот примената е многу голема. Што кај нас или во светот како професии ќе се промени најбрзо со вештачката интелигенција? Таа ќе направи големи промени и во општеството и во пазарот на труд. Ефектите генерално ќе бидат дека ќе се намалува тоа како
ќе се намалува обемот на работа што ќе треба да го работи човештвото. Ќе го олесни животот. Ќе го олесни животот, а ќе се добива се поголем и поголем производ. Во однос на професии, најверојатно првично ќе исчезнуваат професии кои што се поврзани со порепетитивни, повторувачки постапки во нивната работа и работа која што се однесува работа која што се работи во дигиталниот сајбер простор на компјутер со внесување на некакви податоци, обработка на некакви податоци и така натаму. Издавање на извод од матичната книга не постар од 6 месеци. Тоа веќе и со самата дигитална трансформација може без луѓе од надвор да се работи. И сега, ако и тука важи правилото на Јожеф Шумпетер за креативна деструкција, секоја нова технологија бриша одредени професии, одредени стари технологии, меѓутоа на нивно место носи нови, кои што и отвара многу нови работни места, ама од други области. Тогаш можеме да очекуваме дека ќе има работа за човештвото, најверојатно таа ќе биде во делот на градење на вештачка интелигенција, креирање на автономни роботи, мониторинг на вештачката интелигенција, нејзина контрола и така натаму. И најверојатно бројот на работни сати што треба да работи човекот па и денови најверојатно ќе се намалува во иднина, а ќе се создава производ, ќе се создава тоа што е потребно за живот уште повеќе и повеќе. И затоа во светот и се повеќе се дискутираат теми како универзален приход, или сега во поново време се заменува и со универзален висок приход, не само приход. Тоа значи дека машините ќе создаваат, производство ќе има. Треба луѓето, дали ќе работат или не, тие што живеат во одредена држава, на одреден простор, месечно да добиваат одредена сума. Тоа пред некое време беше и понудено во Швајцарија да добиваат универзален приход, имаше референдум, меѓутоа тоа го одбија. И сега тука повеќе прашањето од социолошки аспект, можеби од филозофски аспект, од смисла на начин на живот, бидејќи до сега ние викавме дека работата го прави човекот. И сега ако нема работа, што ќе прави човекот? Дали можеби ќе отиде психолошки и психички во некои правци кај што не треба премногу слободно време, па не се знае што да се прави и така натаму. Мислам дека луѓето ние треба да се посвети, најверојатно повеќе ќе се посветат на креативни работи, на размислување, на учење на нови вештини, на читање на нешто што е интересно за таа индивидуа, да се пополни, наместо да се работи нешто што треба да се работи, да се извршуваат некакви активности со кои што ќе се прави само надградба на самата личност. Ми беше интересно овој делов кога го зборувате околу безбедностните критериуми. Колку Македонија треба да вложува, колку вложува и дали можеме да се заштитиме од некакви напади, не се сајбер напади, туку се несакани последици од негативно користење на вештачката интелигенција. Какви капацитети имаме како држава? Негативните ефекти од вештачката интелигенција можат да направат сега тие што имаат технологија за вештачка интелигенција. Што добро разбираат. Неколку земји имаат технологија за вештачка интелигенција и таа вештачка интелигенција што работи во нивните центри, таа може да биде или некој друг ако направи такви центри. Ние во Македонија немаме такви центри. Тоа се огромни дата центри за вештачка интелигенција во кои што се ставаат графички процесорски единици. Затоа Nvidia, компанијата што произведуваше до пред 10 години, беше најпозната по производство на графички карти, таа произведува такви GPU, тие се користат во тие дата центри за тоа пресметување. Ние кај нас немаме технологија за вештачка интелигенција, ние користиме вештачка интелигенција. Значи, злоупотреба на вештачка интелигенција од нашата земја не може да излезе. Сега можеме да бидеме предмет на напади од вештачка интелигенција. Да речеме, вештачката интелигенција исто така може многу да се користи во напади на софистицирани напади на информациони системи. Затоа што таа работи без умор 365 дена, 24 часа во годината. Значи таа учи, наблюдува, пронаоѓа сигурносни пропусти во информационите системи и може многу ефикасно покрај тоа што може да се користи за одбрана и за напади да се користи на информациони системи. Ние во тој дел
мораме да се заштитуваме, еве од аспект на сајбер напади предизвикани од вештачка интелигенција, да ги штитиме нашите информациони системи со најнови оперативни системи, најнови бази на податоци, најнови апликацијски Кои што ги немаме? Па тоа е Кои што ги немаме? Да, во моментот ги немаме затоа што многу луѓе од државните институции поради разликата во платите со приватниот сектор ги напуштија државните институции, отидоа во приватниот сектор, IT системите во државниот сектор се прилично рудиментирани, верзиите не се баш најнови и тука во тој дел има што може да се тука за да се заштити она што е оставено. Има концепции кои што тука се ефикасни, кои што можат да се применат и кои што во оваа ситуација со сите тие параметри што ги изборуваме, високи плати во приватен сектор, мало GDP кај нас, можност да работи на светски, сепак оптимум и најголема ефикасност може да се извлече со примена на одредени концепции и методи во тој дел. Подготвени сме како општество за оваа нова технологија? Македонското општество? Па ние ова технологија ќе направи огромни промени. Ќе го промени, ќе го трансформира и начинот на живење во било која смисла во општеството. Економијата исто така ќе ја трансформира. Ние во тој дел може да видиме во таа огромна промена за Македонија една голема шанса, доколку успееме да се позиционираме добро, да кај нас направиме некакви центри, некакви хабови што ќе овозможуваат одредени користење на вештачка интелигенција, да понудиме производи и услуги кои што да речеме големите развивачи ги немаат, ние тука нешто да доправиме, да се надополниме и да изградиме дополнителна вредност и едноставно да го фатиме тој бран на новите технологии. И тоа да овозможи поголеми приходи, поголем влез на финансиски средства во нашата земја. Меѓутоа, ние сме многу спори во многу работи. Една од тие работи е законската регулатива. Ние многу споро прифаќаме законски регулативи, а светот оди напред и нема да не чека нас. Што треба да се промени во законската регулатива? Например, кога има некакви, да речеме, законски регулативи со нови технологии, ние тоа многу брзо мора да го имплементираме во нашето законодавство. Ние не можеме да чекаме. Например, можеме да спомнеме некои примери, да речеме, за технологии за плаќање, PayPal, кои што веќе се во надолна линија, тоа се, да не речеме, застарене во смисла на технологијата е веќе има доживеано зрелост. Таа е од 96-та година, кај нас се уште не е достапно. Значи, некои и доколку да има некаков производ што може да го продава на светскиот пазар, најчесто му бараат да има сметка на PayPal. Тоа кај нас уште не може да се отвори. Некои во однос на тие криптовалути, блокчейн технологии и така надаму, и тука сме се уште во сива зона, ниту е забрането, ниту е дозволено. Меѓутоа кај нас го нема. Кај нас го нема затоа што и нашиот стил на размислување е дека нешто што во закон не е дозволено, тоа сигурно е забрането, што и не би требало да биде така, затоа што тоа е и обратна логика од американската. Меѓутоа, генерално е дека многу брзо мора да прифаќаме нови работи ние како мала земја. Од речета ми сугерира дека мораме да завршуваме. Јас имам уште две прашања кои што сакам да крај да ви ги поставам. Ве молам во 30 секунди дали лично вие и колку лично користите вештачка интелигенција и кој е најимпресивниот пример на вештачка интелигенција кој што сте го виделе досега? Јас користам вештачка интелигенција за одредени истражувања, анализи, подготовка на некакви финансиски планови, бизнис планови, истражувања во одредени сфери кои што потоа ги разгледувам, ги репрочитувам тие документи. Добро. А во однос на тоа што најимпресивно сум видел, значи една од најимпресивните работи во вештачката интелигенција е тоа што имаме веќе примери каде што вештачката интелигенција открива нови знаења кои што досега не биле познати на човештвото. И еден од друг исто така импресивен пример е тоа што вештачката интелигенција ни овозможува многу брзо да ја пронајдеме тродимензионалната форма на протеините. А протеините се градбени роботи, тие се автономни роботи кои што работат во нашите клетки и овозможува биолошкиот свет да живее. Тие се составени од аминокиселини, од 20 аминокиселини кои што се како букви, меѓутоа кога ќе се наредат во тој полипептиден ланец тие заземаат некаква 3D форма во просторот која што има испакнатини и длабнатини. И сега вештачката бројот на комбинации тука е огромен,
во интерес на времето и брзо зборов, и вештачката интелигенција може многу подобро од човекот да наоѓа каква ќе биде формата на тие 3D протеини, врз база на тоа да се прават нови лекови, персонализирана медицина, да се подобрува животот на луѓето, да се лекуваат неизлечиви болести, да се зголемува животниот век на човекот и така натаму. Ова беше професорски точно кажано. Ви благодарам што бевте денеска дел од Студио 10. Се радувам, односно сум сигурен дека го задржавме вниманието кај граѓаните, кај гледачите и кажавте што е она што не очекува во периодот што следи низ годините. Професоре, ви благодарам уште на што бевте дел од Студио 10. За поканата. Почитувани, овде го завршуваме денешното Студио 10. Јас ви благодарам на довербата и на вниманието со кое што не следевте. Следуваат вестите во 12 часот, затоа не го менувајте каналот. Останете со нас.